Почитувани, добро вечер. Сведоци сме во изминатите години културата и туризмот, како две многу значајни области во нашата држава, беа занемарени. Културата е столб на нашето национално наследство и идентитет, и туризмот кој е двигател на економијата. Тие беа ставени на маргините и бележеа значителен пат. Вечерва ќе дискутираме за важни прашања поврзани со културата и туризмот. Како можеме да ја вратиме културата на вистинскиот пат и да се фокусираме на автентична промоција на нашето наследство, а не само формализми и тендери. Какви конкретни мерки се потребни за туризмот да заживее и културата повторно да стане гордост на нашата држава? На овие теми вечерва ќе разговарам со министерот за култура и туризам господинот Зоран Љутков. Од него ќе побараме одговори, но и конкретни предлози за тоа што владата, предводена од ВМРО ДПМН, планира да преземе за да ја ревитализира културата и туризмот во Македонија. Господин Љутков, министре, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов, фала на поканата. Благодарам и што дојдовте. Мене ми е многу драго кога изминатиот период доста министри помина во овој наш подкаст, во МРО-ДПМН зборува и секогаш ми е драго кога повторно се дома меѓу сите оние своји, да речеме, поранешни структури кои што се тука и на прес-сала, кај што сме имале доста пресови, така да ви благодарам што сте вечерва со нас тука. Јас би сакал да почнам со младите, бидејќи секогаш имам и дел за младите, кој што сакам да го посветам, а тоа е развојот на креативните индустрии и што тоа значи за младите и за државата. Ова е едно од најважните и најсуштинските прашања, најтешките и на прв поглед изгледа и едно од најневозможните, бидејќи ние континуирано, кога се зборува во делот за култура, мислиме на државната култура, мислиме на вработување и мислиме на култура која што само троши пари, а не придонесува за економскиот развој на државата и не придонесува во буџетот. Јас веќе, можеби повеќе од, можеби и тоа и несвесно, ама некаде околу 20 на години сум размислувал како тоа се даваат пари за култура, а културата никогаш не ги враќа своите средства. Но и така треба да биде, затоа што културата е создадена да твори, а не да придонесува само за економскиот развој. Но има еден дел кој што се вика креативни и културни индустрии, кој што всушност работи на принципот обезбедува програми и им обезбедува на младите луѓе да можат сами да творат, да отвараат нови перспективи и преку тие програми, преку тие креативни индустрии да можат да се вработуваат. Значи да има само за вработување, да можат да си плаќаат придонеси. Тие креативни индустрии офаќаат се. Да речеме, доколку еден дел од културата не е од национален интерес, да речеме како еден вид на мода, не е од национален интерес, но сепак е многу важен сегмент во општеството. Опфаќа нешто што е во делот на популарната култура, опфаќа нешто што е од мас продукцијата, но не е конкретно од национален интерес, тогаш креативните индустрии помагаат да добиете одредени средства, да бидете креативни и да можете производот да си го пласирате на другите пазари. Нешто што како позитивен пример за креативни индустрии се девојките од Биохајт. Не знам дали се слушнале, кои што од комбуха произведуваат биокожа, екокожа како се вели, и тој нивни производ веќе е патентиран и полека се го препознаваат секаде низ светот. Нив им се потребни услови за работа, стануваат препознатливи низ целиот свет и добиваат огромни средства. Тоа е пример на каде треба да се движиме ние како култура и како креативни и културни индустрии. Дека културата ќе треба полеки да ја дисперзираме, да ја децентрализираме, не е само Скопје култура и Македонска Каменица и Пехчево и Берово. И со овие креативни индустрии, кои што сте многу важни и за наетите, дека може да речеме
од некои, како да кажам, на тоа поднебје некое во одреден дел од земјата каде што има нешто интересно и од тоа може да се произведува и тоа може да биде многу атрактивно на пазарот. Тоа ќе направи младите да се враќаат во тој дел од регионот, да го произведуваат тој масовно тој производ и од тоа да живеат. На тој начин ќе ги вратиме и младите. Ако на овој начин се занимаваме и со другите ресори, го поттикнуваат ваквиот начин на размислување, мислам дека ќе имаме голем успех кон она што го претендираме како влада, а тоа е да им дадеме можност на младите да не се иселуваат, туку да можат да се творат во државата и да си го развиваат патриотизмот се повеќе и повеќе. Што значи дека навистина многу ќе се вложи во културата за младите, односно да им се даде шанса да се творат во своето место каде што се понешто препознати, да Така е, речеме. видете, ние како општество веќе старееме. Точно. Да, имаме се помалку млади луѓе. Но мораме да знаеме дека шансата која ќе се даде, иако моментално се мали плати, моментално сме мал пазар, кога ќе се даде шансата, мислам дека младите луѓе треба да ја зграбат и да искористат без разлика на тоа што ќе мигрираат од една на друга работна позиција. Да речеме, од помала плата на повисока и на повисока, но во секој случај треба да ги зграбат можностите кои што им ги даваме во овој период. Само на тој начин ќе има се поголема побарувачка и така да ова е многу тежок пат. Така е. На вистина, ама од некаде ќе мора да почнеме. Јас се враќам у позицијата кога сум имал 18 години и стално си го поставувам прашањето сега да имам 18 години што би барал. Јас тоа што сум го барал на 18 години и не сум го добил. Денеска имам можноста да им создавам на тие што имаат 18 години тоа што им е потребно. Колку ќе успееме, тоа зависи од целото општество. Но еве јас кажувам како министер и како Министерство за култура и туризам и тимот кој што работи, гледам дека натаму некако го се движат кон тој правец. Тоа е многу добро за развивање и на младите, и за развивање на културата и на министерството, што значи дека доста ќе се потпре на младите да им се создадат шанси за просперитет. Ние мора да отвараме приватен простор за креирање на културата. Не можеме да чекаме само дека ќе дипломираме на одредена позиција да се вработиме во една национална установа и таму да останеме. Треба да дадеме можност преку креативните и културни индустрии да се развива овој сектор и да можат да излегуваат од националните установи и да творат сами за себе. Би сакал сега да продолжам во еден друг сегмент кој што сепак спаѓа во вашиот ресор, а тоа е археологијата. Колку е важно да се инвестира во ова и што тоа значи за државата во целост? Кога ќе слушнете археологија, одма знаете дека имаме многу важна и многу скапа работа. Всушност културата генерално е скапа. Или како што популарно викаме, ова е скапа играчка. Може да ве крене на многу високо ниво, како држава, но може и да ве удри од земја. Доколку се инвестира во културата, посебно во археологијата, тогаш вие си го креирате идентитетот, ви отвара нови правци. Може би ќе отвори и нови проблеми, но во секој случај ќе ви отвори нови правци и ќе ви го зацврсти идентитетот, можеби ќе ви го прошири во поголеми рамки. Доколку си го криете културното наследство, доколку ја гушите археологијата, тоа значи дека не си ја сакате сопствената држава. За мене, иако многу малку ја познавам археологијата, но во овој период, дека сум министер во овие 5 месеци, се сретнав со многу археолози, бев на многу археолошки локалитети, знам од дете што се случува со македонската археологија и мислам дека треба да се движиме кон тој правец, но за да се движиме кон тој правец ни требаат стручни кадри, ни требаат археолози, треба да се вложува во нив, треба да ги вработуваме и треба да обезбедуваме повеќе годишни проекти за да имаат тие
стабилна работа и сигурна иднина. Се сочуваме со некаков дефицит, да речеме, на археолози во... Да. Ние всушност се соочуваме со дефицит во стручниот кадар. Речеме и археолози, архитекти, многу често се среќавам со декани на факултети, се среќавам со сопственици на фирми, на компании, во кои што буквално секој од тие велат немаме кадар за стручен кадар за да ви или немаме доволно кадар за да можеме да ви помогнеме во одреден процес. Бројот на студенти на катедрите се намалува, а зошто е тоа така? Затоа што еве ќе кажам пример во делот на археологијата. До 2014-15 година, кога се одлеваа многу пари во археологијата, во археолошките локалитети, вие можете да видите на територијата на Македонија, ако летате со хеликоптер, вие можете да видите, или сега со дронови, да видите по археолошките локалитети како мравки работеа археолози. Се истражуваше, се ископуваше и луѓето, младите има амбиција и тенденција да се запишат на археологија, да завршат, затоа што знаат дека понатаму ќе имаат сигурна работа. И археолозите се фанатици. Така. Вие кога ќе сретнете археолог, гледате со каква љубов и со какво внимание, мислам, и кога ќе открие нешто, тоа е за нив најголемиот успех кој што постои. Тој едноставно вика, јас ја завршив мојата кариера на 30 години, открив нешто што ретко кој може да го открие. Како да ви кажам, тоа е една многу благородна и многу убава работа. И сега како вие ги намалувате средствата, поготово во овие 7 години, се помалку и помалку пари, археолозите веќе се демотивирани, имаат проект, ископуваат многу малку, можеби за кратко ќе го завршат и понатаму немаат работа. И затоа на катедрата по археологија имате се помалку и помалку студенти. Значи не било воопшто, да речеме, не се фокусирале на тој дел да вложат во на минато историја, да видиме што било, како било. Нивната тенденција во овие 7 години беше да не чепкаме во минатото, да не чепкаме во земјата, пошто може да излезе нешто кое што ќе не потврди, ќе не забетонира како македонци, ај да не си играме играчка. Гледате, изјавите на претходната министерка беа да се занимаваме малку со весели теми и така натаму. Да, за жал се откажаа доста и од историјата и од многу скоро се откажаа, така да ајде да не е. Ако сакате да уништите една земја, тоа скратија културата. Културата не е само театарска представа, слика, концерт. Културата е се, културата е идентитетот, културата е археологијата. Земјата, се што ќе ископате од подземјата, се е под култура. Јазикот е. Преговорите што ги имаме ние со другите земји, се е тоа под сектор култура, историја, традиција, наследство. Се согласувам. Да одиме сега да префрлиме на друга тема, бидејќи навистина има многу да се збори за минатата власт, меѓутоа да не одиме сега и на тие делови, бидејќи ќе ни треба денови да трае емисијата и да збориме за треба да ќе треба посебен подкаст да отвориме и за нив. Да. Кои се вашите очекувања од новата програма, односно од 2025 година, па и еве да речеме до крајот на мандатот, дали ќе можеме да ја разбудиме културата после 7 години? Ќе биде, не е добро да речам дека од 25-та ќе биде така како што треба да биде. Ќе биде нефер да кажам пред цела македонска јавност дека од утре ќе цвета. Зошто кажувам тоа? И ќе кажам и еден пример. Бидејќи имав можност да станам председател на Совет на општина Велес во 2021 година, денеска министер. И таму имав можност да го креирам, да му помагам на градоначалникот во делот за буџетот за култура и овдека го креирам буџетот за култура. Зошто правам паралела? И зошто ми е многу поедноставно? Затоа што кога станав председател на Совет, до 2017 година имало буџет од некаде 17 милиони денари. Што е малку, но во секој случај е во ред за да креираш култура во град како Велес.
Кога дојдов председател на Совет беше скоро 3 милиони. Што значи дека претходниот градоначалник го симнал буџетот за 14 милиони денари. Колку и да се трудев јас во тие 2,5 години, успеав некаде да го донесам буџетот до 12 милиони. Се разбира со поддршка на Советот и на Така. градоначалникот. Еве го ќе заврши мандатот на градоначалникот, не знам дали ќе успееме ние да се вратиме на 17 милиони. Така и во овој случај, што таму било 4 години, овдека 7 години го пропаѓале буџетот. И сега е многу тешко да се вратиме на процентот кој што го одвојувала државата за култура и делот на програмите. Многу е тешко. Можеби ќе ни требаат години. Но секако тенденцијата за раст се гледа уште од проекцијата на буџетот за 25 година. Тоа значи дека колку ќе имаме, толку ќе трошиме. Во претходниот буџет во 24 година прогнозирале многу пари за капитални инвестиции, воопшто не трошеле. Дури и ние не можевме да ги дотрошиме до крај, затоа што беа заглавени во процеси. Подпишувале проекти кои што реално не можеле да се реализираат. И автоматски тоа ви се вас нереализирани програми. И така, 7 години поред, буџетот се намалувал и дошол до ова дереже. Сега ние проектираме добар буџет за 25-та, малце повисок од 24-та година, но ќе видиме како ќе го сработиме, треба да бидеме исполнителни, треба да бидеме прецизни, точни и во делот на капитални инвестиции, и во делот на програми, и врз основа на тоа да бараме со право за 26-та година поголем буџет од тој што сме го имале 25-та година. Ако сме добри, како министерство, ќе добиеме. Ако не, сега тоа е тоа. Се согласувам дека 7 години не инвестирали, како што кажавте и вие самиот, дека и намалувале дури средства за културата, меѓутоа еве имаме одма се гледан поинаков пристап, почесен, поискрен со тоа да државата доди навистина напред. Конкретно и за вашиот сектор, како и за сите други ресори, да се зголеми едно од барем малку по малку да се оди нагоре. И тоа е многу важно, да се има желба да се подобрат работите. Начнавте на тема инвестиции. Јас би сакал дали може да ни откриете кои се и ќе бидат дел од инвестициите во културата за следната понаредната година, мандатот. Да. Еве и таму бевме многу честни, дури бевме честни и во кампања. Не ветивме нешто што е Не може да се реализира. Така беше слоганот ни беше со Марко Колев, градоначалникот, не ветувам нешто што не можам да реализирам во кампањата во Велес. Не го користев тој слоган, но го пресликав тоа во програмата за култура. Зошто го велам ова? Јас сум свесен дека и сме отворени многу во делот и на капиталните инвестиции, а и во инвестициите и одржување на објектите. Бидејќи моментално под Министерство за култура и туризам имаме 72 национални установи, 46 локални, една управа и 2 агенции за туризам и за филм. Значи, како да ви кажам, тоа е еден огромен ресурс со кој што раководам. И во делот на капиталните инвестиции сме отворени со многу средства. Но во овие 7 години воопшто не реализирале. Наместо ние сега да одиме со нови проекти, не знам, да кажеме дека од утре почнуваме да го градиме драмски театар, танец ќе го градиме 26-та година, не знам, има потреба од Охрид центарот за култура, концертна сала ќе градиме, да доградуваме. Ние сега се враќаме назад во 2014 година и ги доградуваме објектите што ние сме ги почнале како власт, а овие не ги доправиле, дури и ги доуништиле. Знаете колку е тешко тоа? Ужасно тешко. Демотивирачки. И тоа се заглавени проекти, полесно е да направиш нов проект и да почнеш да го работиш, отколку да ги ревидираш овие старите. Но и таму не се откажуваме.
продолжуваме многу интензивно со турскиот театар. До крајот на годината ќе се сработи доста и за 26-та година ќе се работи многу. Во следната недела ќе ги посетам сите овие инфраструктурни капитални објекти. Тетово исто се работи. Куманово се работи Центарот за култура. Следната година многу интензивно Националната универзитетска библиотека ќе се реконструира деловите, кровот, фасадата, платото и внатре некои недостатоци кои што има. Музеот на Македонија исто ќе се реконструира, сега прво кровот, а потоа целиот комплетно. Веќе работиме на обезбедување на условите да се отвори и паркинг просторот на Музеј на Македонија. Универзална сала, конечно имаме позитивни мислења за многу брзо време ќе отвориме универзална сала веќе на пролет, крај на пролет веќе ќе можеме да градиме ако биде се во најдобар ред, а како се движат работите ќе биде се како што треба. Ќе работиме на проекти бидејќи направивме една визија 25-34 кај што ќе изработиме проекти и за нови национални установи. Првенствено ќе биде Драмски театар, да го ревидираме проектот кој што го имаш од 2017. Мораме да обезбедиме услови за танец. За Прилеп е веќе Центарот за култура, доградбата, веќе готов проектот. Така да во овој период ќе ги изработиме и проектите за нови национални установи за изградба. Се надевам дека што побрзо завршиме со овие проекти кои што се веќе започнати, тоа побрзо ќе почнеме со изградба и на нови. Значи ве очекува доста работа во делот на инфраструктура и разубавување на објектите и институциите што ги имаме. Имаше едно вели вика ВМРО-то што го изради, они не можеа да го одржаваат. И тоа е многу жално и тоа се гледа. И тоа е проблем што не е. Точно. Знаете како ќе речат МНТ прокиснал, Велешки театар прокиснал. И одма лошо бил изграден, не е лошо изграден, не сте го одржавале 7 години. Точно. Вие олуците ги немате исчистено, се немате качено на кров, да ви сијалици немате сменето 7 години. Од плочките трева им израснувало, тревата ја немаат тргнато. Како да ви кажем, една тотална негрижа. И сега ние со тоа се занимаваме. Да не ви кажам колку пари ни се потребни само за поправки и преправки. Еден рефлектор немаат купено во еден театар. Рефлектор немаат купено за 7 години. И тоа е страшно, дури ми е вака непријатно да зборувам веќе, затоа што гледам таа грда слика во изминативе 7 години, некако да ја заборавам, институциите нека си тераат, сите кои што направиле криминали да си одговараат за постапките, а ние мораме да гледаме како да си ја правиме државата. Спомнавте криминали, дали во министерството кое го раководите има индиции за криминали? Што се случувало во изминати 7 години, бидејќи имавме слушнато доста работи за минатата министерка, но еве вака дали може да ни откриете и нешто повеќе? Јас не би зборувал толку за министерката, затоа што и по допрем глас и по информации од јавен карактер, побарани се сите работи, влезе на обвинителството, влезе финансиска полиција, по институциите влезе МВР, сите установи кои што треба да се занимаваат со ова влегоа внатре. Се надевам дека за брзо време ќе имаат извештај, еве веќе има неколку кривични пријави, дури се работи за години наназад и за претходен министер. Така да јас не се занимавам со тоа, целата документација е на располагање и сакам да се откријат сите недостатоци кои што биле не само во Министерство за култура, но и во останатите 77 институции кои што се под Министерството за култура. Да, се разбира, има ненаменско трошење на пари во поголемиот дел од институциите и врз основа на тоа ненаменско трошење на пари и се сменети претходните директори и пуштени се воредни инспекцијски надзори, а понатаму и другите установи ќе се извршат контроли. Се надевам дека ќе има разрешници. Тоа треба да биде примери за сегашниве директори како не треба да се работи. Се надевам дека ќе им биде поттик да бидат многу повнимателни. Јас се надам дека нема да има од
нашата Ќе од бидам новата најсреќен. влада, да нема Најсреќен. такви работи. Дури да нема ни погрешка. Дај Боже, јас искрено се надевам и знам дека ќе биде така. Министер, ви благодарам за вашето Толку? вечерашно. Затоа викам, не можеме и многу Не повеќе да не кажам. и многу повеќе да збориме. Точно е. Така е. Се надевам не бев пресериозен. Не, супер беше, баш добро. кул, онака баш како за подкаст, баш и интересни се надам дека бевме и на гледачите. Јас пред да одевам емисијата, дозволувам на гостите да имате едно 30 секунди кратко обраќање, односно поздравен говор кон гледачите и некоја кратка порака, така да би оставил сега вас, а потоа ќе си ја одјавам емисијата. Добро. Јас се разбира дека ќе се однесува во делот на треба да се обратам. А можете натаму, тука слободно, треба да. Јас сепак ќе се обратам во делот на културата, бидејќи пред некое време на еден состанок со на меѓувладината конференција со премиерот Орбан кажа една многу битна работа, дека во секоја здрава земја која што се грижи за својот идентитет, за своето културно наследство и за да стане една здрава економска сила, прво одвојуваат буџет за култура, а потоа буџет за одбрана. Затоа што Министерството за култура е всушност и Министерство за одбрана. Така да би посакал на сите граѓани во Македонија да се грижат за културата, тоа да им биде првиот императив за да можат да се грижат за неа, за да можат да обрнуваат внимание на сите важни процеси, прво да помислат со какво културно наследство располагаме, со што располагаме во сопствената земја, да си ја запознаеме сопствената земја, за потоа да можеме и квалитетно надвор од границите да ја браниме. Министер, ви благодарам и ви посакувам сета среќа во мандатот што следи во наредните години. Да. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашата гледаност. Се надам бевме интересни. Ние продолжуваме и понатаму. Се гледаме во среда во 20 часот на Facebook, YouTube и Instagram каналите на ВМРО ДПМН. Дотокаш, поздрав и секое добро.